И како рековме, почитувани, ќе имаме бројни гости во студиото, верувам дека одлично ќе го пополниме вашето слободно време, ќе ве забавуваме, ќе ве едуцираме. Јас очекувам во секој момент да пристигне мојот следен гостин. Се надевам дека е тука, треба да внесе многу свежина, треба да внесе многу енергија во нашиот кадар и мислам дека веќе некој ни доаѓа, да, ова е гостинот. Добро ви утро. Се разбравме без зборување со мојот гостин. Уште не зборува. Добро утро, Мето. Добро утро, Мето. Добро утро. Како си? Супер, да. Малку не сум навикнат да зборувам, меѓутоа ќе се навикнам. Секогаш ме фасцинирале пантомимичари, затоа што без да кажат ниту еден збор, предизвикуваат многу емоции, предизвикуваат многу смеа. И ајде веднаш да прашам, како ја правите шминката да изгледате така совршено бело? Да, има една специјална шминка, да речем, Криолан, што ја прави, бела таква, за кловнови и за други, нели, ева вака, за да ми соодветствува со ова транспарентно црно-бело. И да, и после тоа додаваме други финеси, за да биде тоа сликовито, лицето да се гледа од секаде. Колку време е потребно за да се направи ваква шминка? Од прилика 15 на минути со текот на времето, инаку порано и повеќе. Да. Таа слика ми е најдрага, затоа што таа ми е прва слика која гледаме, така. Таа беше од пробишти под мојот прв настап со Лотарија на Македонија и така натаму. Ајде да ги воведеме гледачите во целата приказна. Едно стандардно прашање имам за луѓето кои ми гостуваат, кои се особено од јавниот живот во Македонија. Што прави Мето кога не е вака сабота по емисии? Човек ранобуден, човек што сака да спи или секој викенд е ангажиран негде? Најчесто да, викендите ангажиран и регуларно, значи јас си направив некој екосистем со алтернативниот театар од Пишани, значи функционираме со детски представи во школи и градинки, после тоа со пантомимата по детски родендени и маркетинг ивенти и на крајот викендите, вечерните часови со кабарете Еуфорија, значи со него функционираме во Фламинго и Мериот и така да морав да ја адаптирам пантомимата со забавниот дел за да функционира во овие модерни времиња, затоа што не може само како уметност да функционира, него мораше да ја адаптирам во овие нови времиња. Многу ми намислат дека ви едноставна работава, се шминкат и само мафтате, забавувате луѓе, но што значи да се биде пантомимичар? Мислам дека во Македонија не ни постои академија, најблиску ни е соседна Бугарија. Да, Софија, со тоа што дознав дека и таму катедрата веќе ја затвориле. И да, значи, генерално да го снемува тој занает, да речем. И така да... Како беше? Што значи да се биде пантомимичар? Колку е тежок или лесен патот, ништо се треба да помине еден човек? Да, значи, требаат многу пати да се извежбаат истите движења за да бидат убедливи, за да ги уверам јас публиката дека има тука цвет на вистина. Ако јас не верувам во тоа, не можам да ги уверам и публиката. Значи, тоа е најтешкиот дел, јас да поверувам и другите да веруваат. А другото е приказната што ќе сакаме да пренесеме без зборови, значи да не биде стрикно концизна што сакаме да кажеме, за да не ги изгубиме попатно негде публиката, да не ја сватат приказната, затоа што ако фали некој зборче, ќе биде, ако фали некој движење, може да не се разбере целата реченица. Значи, сепак постои еден вид на сценарио по кој се водите, покрај импровизациите. Да, има и некојаш импровизација, значи, да, може да се подели така, како едно организирано, значи, негде некој настан, каде што правиме представа буквално, а негде импровизирано на отворено, што почесто, поретко го правам, на отворено со случајна публика. Тешко ли е со случајна публика да се работи? Зависно во која состојба си ти внатре, ама ако ставиш така една нова фреквенција и се поврзаш со секој од публиката, тогаш е поедноставно.
Се сеќаваш ли на првите моменти, што те мотивираше во животот да бидеш пантомимичар? Да. Епа, тие таленти што не знаев како да ги срочам и попатно со текот на времето, значи се си се спои во едно, значи сите тие да речем некои таленти за танц, таленти за експресија на лицето и така натаму ги споив во едно и така, значи попатно инспирација ми давале Джим Кери, Робин Вилијамс, Мистер Бин, Чарли Чаплин и така. И сега се помалку и помалку има од каде да ја извори да црпам, значи за креативност и инспирација. Сега нова креативност ми се децата со кои што имам интеракција. Гледаме на дел од фотографиите си сам или јас како што на шега велам трговец поединец, на други си тандем во пар, што е поприфатливо за публиката. Зборот ми дали се одвлекува вниманието кога сте повеќе артисти или пое лесно, едноставно кога сам со себе сум па знам на што сум? Па најлесно е сам со себе, ама например зависи од партнерот. Например со Дарко Велич имаме исто настапувано заедно. И со него имаме хемија некоја и функционираме и знаеме да се разбереме и без зборови што сакаме да кажеме и каде да ни се сврти фокусот и да биде публиката анимирана. Да, па со самото тоа што е вака експресивно, сите луѓе сакаат да се сликаат со нас и така и се поврзуваме со сите. Да. Имаше ли моменти кога едноставно си мислеше, па зошто ми требаше ова? Имаше ли негативни коментари пред се од најблиските на самите почетоци? Да, бидејќи сепак необична професија. Да, точно и додека и ми требаше време додека го свртам како професија, затоа што и малку зависи од тоа, например, дали има пандемија и слично, каде што веќе не функционираат и работи, мора да се адаптираме со нешто друго. Баш тогаш бев инструктор во автошкола, што не беше поврзано воопшто со ова, ама така функционираше. Да, инаку општеството цело време сака да те калапи и да тешко да се пронајдеш во ова. Меѓутоа, упорноста ми го докажа спротивното, дека функционира ова и дека не мора регуларна работа, него со добар екосистем и со конзистентно учење дека функционира, да. Може ли да се живее од уметност во Македонија, бидејќи искрено 99% од гостите кои ми биле овде ми велат, ќе ти шепнам после. Да, па зависно, значи мора да, како што реков, мора да се адаптирам на новите времења, значи попатно и во драмско студио сум држал часови и така, значи со кабарето, со ивенти, со други артисти, жонглери и магионичари слично каде што функционираме во молови, во настани, во парки слично, каде што сме ангажирани и со детски родендени, нели? И со најчесто со овој алтернативниот театар од Пишани. Се менуваат ли перспективите на луѓето, пример да речеме дека можеби некогаш ќе речеше некој е ретко се да го видиме. Денес велат често следиме на социјални мрежи. Колку тие социјални мрежи помогаат или одмагаат за промоција или веќе кога нешто ќе го видат луѓето после си велат па што ќе одам да плаќам, да гледам кога гледам рилови, гледам фотографии. Да, да, мора константно да пласирам сториња и ивентите да ги прикажувам. Затоа што, например, кога сум врзан со детски родендени, значи информацијата до родителите ќе стигне, например, една година пред роденденот, да речем, и ќе се заборави тековно дека сакал некој да ме ангажира, например, за детски роденден. Ќе помине една година и до тогаш нешто ќе се смени, детето ќе сака стич или не знам слично некои други, да. И затоа мора да сум константен со постирањето, да речем.
Се согласувам, бидејќи така и се одлучив да те поканам за гостин во емисија, бидејќи многу пати сум посакувал, ама некако ќе дојде времето за организирање на емисијата и во тој момент не се сеќавам и тогаш кога го остваривме контактот, баш ми излезе фотографија и си реков, леле, дај пишувај сега, бидејќи ако скролнеш уште еднаш, пак ќе биде она сакав, ама никако не договоривме, плюс да им појасниме на гледачите дека нели мора и двете страни да им одговараат и термини и се од тоа дека не е ништо како и звонам ми требаат гости, па гостите магично доаѓаат овде. Да, па информациите се заситуваат и затоа мора константно да се одржи контактот со сите. Имате млади колеги, немате млади колеги, како стоиме како држава во однос на уметноста на ова поле? Па, искрено не, се помоца и менторите што функционираа сега, како што реков, инспирацијата веќе се помоца можам да ја добивам од нив и така да некако не ќе да речем изумира, ама буквално сме на прсти неколку луѓе што го правиме ова. Каде е проблемот, дека немаме академија кај нас или едноставно можеби не е доволно пласирана професија? Можеби тоа, да, јадрото што се изгуби од Софија, од Натвис, каде што доаѓа, мислам менторите, буквално да, тој извор секна, да речам, и ни светот, случнав уште неколку катедри, низ Парис и така натаму, каде што веќе прекинува тоа. Најверојатно не може да се имплементира на ново време и така, најверојатно да не се адаптираат. Би сакал да го пренесеш занаетот на некого и што се треба да помине еден човек за да може да стигне до едни вакви врвни перформанси, буквално да стои на една рака, што мене ми е многу впечатливо, плюс сето тоа што подразбира да се биде пантомимичар. Па да, сите вештини попатно што доаѓам во контакт со нив, дали се YouTube некои движења што се така примамливи, ги имплементирам и ги користам цело време. Со некои децата се поистоветуваат, некои Six Seven или некои такви што им се атрактивни моментално. Значи тоа на прашањето дали повторно би го изедел истиот пат, јас би го изедел, меѓутоа ако се вратам, може да си речам дека било тешко, дека било комплицирано, ама нели си избираме ние што ќе биде нашето тешко, на некој е тешко тоа, на некој е тешко тоа. Меѓутоа на крајот гледам дека се исплати упорноста. Пошто да, може во секој момент да одлучам доволно е ова, со регуларна работа ќе продолжам и на сигурно и така натаму. Меѓутоа кога почнав да ги следам ивентите во една година, тогаш си добив мотивација за да продолжам дека ова функционира всушност и дека има падови и искачувања, меѓутоа да функционира, ме прави исполнет, ги гледам луѓето дека се задоволни и така таа синергија врти. Синергијата очигледно дека врти, бидејќи си доста атрактивен и на социјалните мрежи, а во денешно време нели ако таму не сме актуелни исто како да не постоиме за жалба тоа што го правиме, ако некој се одлучи да станува пантомимичар подоцна во животот, не баш она кога е таа пресвртница во животот, нели тука 80-ти години, може ли да се направи тоа на повозрасни години или сепак и тука игра улога периодот кога одлучуваме да влеземе во ваква уметност? Па да, најверојатно порано, нели, е подобро, меѓутоа не е мерило затоа што може да се редуцираат тие движења, значи да не биде скрос акробатски и да биде тешко достижно за постарите, меѓутоа ќе се сведе на посуптилни движења каде што пак ќе се задржат тие игри со физиката, меѓутоа да, ќе се адаптира според физичките кондиција и слично. Да, и јас, например, кога прашавте како изгледа денот на мојот ден, значи со тоа флексибилно работно време, значи јас во слободното време се надоградувам себе си и умствено и вежбам, например, кросфит кај Жарко, кај Get Cafe, за да ја имам таа кондиција, за да парирам со дечињава, затоа што ти имаат многу кондиција и морам да бидам физички спремен во секој момент и да. Колку трае еден настап? Па зависно, да, ама не може премногу долго затоа што се физички движења, сепак ако
стои карактерот, тука нема приказна, веќе мора да има движење. И затоа отприлика околу пола час се најефективни, најинтензивни. Инаку ако се развлече, би било со помала енергија. Кога се случи некои такви евенти, тие можете и по 2-3 сати со паузи да се функционира, ама за нешто фокусот да биде константно на тебе, толку отприлика да, не може премногу долго. За жал, телевизиското време некако премногу ни е ограничено, исто како и вашите настапи, нели, многу гости, многу содржини, мора да се задржи вниманието на гледачите, бидејќи на крајот од денот за нив работиме. Која е пораката до публиката, од најмалите па до највозрастните, кои имале некогаш можност да гледат некој настап, перформанс, или некој кој само на Инстаграм следи па се прашува каде може да види пантомимичар во живо? Да, да. Значи, многу ми е драго што најчесто при тие представувања мои, после тоа следи некоја си мини обука на дечињата за да научат и они некое движење и после го повторуваат тоа и дома, им го повторуваат на родителите и тоа ми е многу драго. Значи, да, мене можат веќе секаде да ме најдат, првично на Инстаграм за да ме искомуницираат, а на друго место, значи секаде на отворени случувања. Благодарам на гостувањето, благодарам на отворените муабети за тоа што навистина ни внесе позитивна енергија сабота наутро во студио. Имавме убави фотографии кои ги видовме, кои не потсетуваат за тоа што се случувало, воедно ни најавуваат што се случува, па се надевам дека следното гостување, односно следната ваква професионална средба ќе ни биде некаде на терен и ќе доловиме и дел од атмосферата, не само тој ликот кој го гледаме и не забавува. Благодарам.